Помина времето на играње фудбал во канцеларија, закуцување во кошот и журките на Ахмети по државните институции. Од сите тие што играа заедно со Груби, кои заедно со него садеа тикви, го бодреа, на крајот тој остана сам. Дали е на Косово, дали е во Тирана, дали е во Драч или било каде, неговото време мина. Шансите да се спаси се еднакви на нула. Тешко дека Косово може да му служи како прибежиште или заштита од истражните органи. Па дури ни Албанија. Зошто? Доколку Приштина се обиде да го заштити Груби, ризикува драстично да ги влоши меѓусоседските односи, нешто што во моментов воопшто не им треба. Доволно проблем имаат со Србија, па сега уште да трпат притисок заради Македонија. Второ, косовскиот премиер Курти не е нешто многу пријателски расположен кон Дуи. Памтите дека пред избори тој беше критички настроен кон Ахмети и неговата банда, па дури неговата партија самоопределување, иако не стигна да се регистрира навреме, отворено ја поддржа коалицијата Вреди. Така што моје лично мислење е дека ако е до Курти лично, тој подитно ќе ни го спакува Груби. Што се однесува на Албанија? Да, Еди Рама е навистина близок со Дуи Ахмети, но сепак таа во моментов е во отворени преговори со Европската Унија и не верувам дека ќе ги ризикува за да го заштити Груби. Но клучното нешто, што се однесува на Албанија и Косово, се Соединетите Американски држави. Патот за кривичен прогон на Груби го поплочи токму Вашингтон со тоа што го запечатија на црната листа. Така што не верувам дека Курти, па дури ни Еди Рама, ќе имаат храброст и ќе ризикуваат да им свртат грб на своите идоли, американците, само за да го спасуваат Груби. Единствено нешто што гледам што би му помогнале е можеби да му дозволат на некој начин да фати штрафта оттаму, односно да се качи на авион и да фати џаде за Дубај. Ете таму може да се дружи со Заев и Филипче на некоја забава или да се дружи со водачот на еден од македонските наркокартели. Евентуално, само тоа може да му е спасот. Тезата дека може да бара азил врз основ на политички прогон, тешко ќе помине било каде пред се заради црната листа. Што? Ќе се вади дека американците му вршат политички прогон? Па ако така се вади, азил ќе бара само во Сирија или Иран, затоа што не верувам дека ни Русија не би му помогнала, освен ако ете не облече униформа и не заглави на некој од фронтовите во Украина.